Денеска Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Кавадарци го одбележа патрониот празник. Активностите започнаа во паркот на Револуцијата, каде беше положено свежо цвеќе на спомен бистата на народниот херој. Цвеќе положи делегација на училиштето предводена од директорката Илинка Бакева, председателот на Советот на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов, делегација од кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев и пратеничката во Републичкото собрание Даниела Колева заедно со советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Прославата на патрониот празник продолжи во училиштето, каде се обратија директорката на училиштето Илинка Бакева и председателот на Советот доктор Стојан Чорамов. Знаењето може да се дава и прима безгранично. Токму тоа ни е целта на нашето училиште. Да им дадеме на нашите ученици знаење, умење и вештини, за да изградиме здрави, образовани граѓани. Кон оваа наша чест и задоволство ни е што се придружува и председателот на Совет на општина Кавадарци доктор Стојан Чорамов, кој несебично се вложува да го афирмира знаењето и училишниот успех на првенците на генерацијата во основните училишта и да им оддаде јавно признание за постигнатите резултати. Оваа генерација е генерација што долго ќе се памети во историјата на Основното општинско училиште Страшо Пинџур Кавадарци. Генерација со ученици што постојано се залага да бидат секој ден се подобри и подобри. Генерација ученици со огромен надпреварувачки дух. Ученици со голема самодоверба и пожртвуваност за своето училиште. Ученици кои знаат критички да размислуваат и логички да ги пренесат своите знаења. Ученици за кои со гордост можеме да кажеме дека се најдобри. Благодарение на нив, на нивното учество, на најразлични домашни и меѓународни надпревари, манифестации за нашето училиште се слуша насекаде во нашата татковина. Благодарение на нив, нашето училиште се вбројува меѓу најуспешните училишта. Ми е посебна чест и задоволство што денеска сум присутен на оваа пригодна свеченост на вашиот патрон, на вашето основно општинско училиште, да ви е за многу години и ова школа да биде, како и сите останати 6 основни општински училишта во нашата општина, расадник на млади таленти, расадник на ученици кои достојно ќе ги представуваат нашиот град и нашата држава. Јас, низ мојата животна траекторија, потекнувам од општина Кавадарци, своето образование основно го поминав во Основното општинско училиште Гоце Делчев, каде бев првенец на генерацијата во моје време, тоа е 95-99 година. И искрено да ви кажам дека ми е посебна чест кога после образовен процес поминат низ во оваа држава, решив тука да останам да живеам и сето моје знаење да го имплементирам за нашата општина. Во тој правец, едно моје гледиште до сегашните ученици, дека иако живееме во едно време на престиж економски, во едно време на невреме, јас сепак сметам дека инвестирањето во образованието е наша најчиста и најсветла иднина. Така да, апсолутно, едно моје голема честитка до трите првенци на генерацијата, Цветанка, Кристина и Марија, една голема благодарност и едни големи честитки за нивните ментори, кои несебично во нивното образование во текот на овие 9 години се заложија за сето тоа да биде така, да останат достојни бранители на образовниот процес во општина Кавадарци и во нашата татковина, да бидат горди и да имаат светла образовна патека. Во моје лично име, јас имам една пригодна подароци за нив и се надевам дека ќе бидат една мала коцка во нивниот образовен мозаик. Ви благодарам. Марија. Светанка. Кристина. Потоа им беа доделени награди на првенците на генерацијата и тоа на Цветанка Ристова од Централното училиште, Марија Попова од Подрачното училиште во село Дреново и на Кристина Стојановска од Подрачното училиште во село Возарци.
Беа доделени награди на ученици со континуирани и исклучителни резултати постигнати на разни надпревари. Награди им беа врачени на победниците од литературниот конкурс на тема Кога би имал волшебно стапче, како и на победниците на ликовниот конкурс. На крај, награди им беа врачени и на неколку вработени во училиштето, и тоа за 10 години стаж на Душанка Трајкова Андоновска и Надица Јованова, за 20 години на Елена Соколова и за 40 години на Тоша Чамески. А во заслужена пензија свечено беа испратени Милица Арсова, Катица Ставрова, Драган Василев, Ангелче Атанасов и Васка Јовановска. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.